Министерството за финансии ги прави последните подготовки за креативно кратење на непродуктивните трошоци за престојниот ребаланс на буџетот, изјави премиерот Ковачевски. Тој истакна дека предлогот наскоро ќе се најде пред пратениците и очекува конструктивност и негово навремено донесување. Дека низ една парламентарна дебата ќе се усвојат и некои амандмани кои што ќе бидат предложени како што било и секогаш, меѓутоа дека во рок кој што е предвиден ќе биде изгласан ребалансот, бидејќи тој ребаланс прво предвидува намалување на трошоци кои што не мора да се случат во кризна година, меѓутоа исто така предвидува и изголемување на платите во образованието и исто така исплата на сите обврски кои што државата ги има кон сите општествени страни, од земјоделците трнувајќи преку поддршката на индустријата и сите други обврски кои што државата ги има. Во однос на енергетската криза, Ковачевски е дециден дека владата прави максимум да ги ублажи последиците од неа, кои до максимален израз ќе дојдат во зимската сезона. Обезбедување на сите суровини за производство на електрична енергија, тоа го прават и сите држави од соседството, што значи дека едно такво масовно купување на суровини за производство на електрична енергија сигурно дека ќе влие негативно на цените, односно ќе влие на порастот на цените. Ние веќе во подготовката на ребалансот обезбедуваме дополнителни средства кои што ќе треба да бидат како бафер за дополнителни мерки кои што треба да се направат во однос на заштитата на најранливите категории на граѓани.